На 14 часа и 45 минути до крајот на оваа тековна 2020 година ве поздравувам и посакувам добро утро со новото и последно воедно продолжение за оваа година на Фактор здравје. Со одбројувањето на последните часови од оваа тековна година, верувам дека и ги одбројувате песимистичките работи кои што се зад нас во оваа година и соодветно би рекол и навремено денеска со Фактор здравје ќе ви дадеме свежа доза на оптимизам и позитивна енергија која што во најмала рака ќе ве штити во следната 2021 година. Јас сум Илија Николовски и со многу оптимизам го почнувам ова последно продолжение на Фактор здравје. За да нема забуна, последно уште еднаш ќе потсетам за оваа година е ова продолжение од Фактор здравје, а не помалку важна работа би рекол, или најважната работа во текот на оваа година за која што зборувавме, беше имунолошкиот систем и зголеменото ниво на телесна тешина. Во овие пандемиски услови веќе докажано е дека лицата со дебелина или со зголемена телесна тежина и тоа како се меѓу најризичните за развој на COVID-19 заболувањето и токму затоа во оваа прилика пред новогодишно, доколку не сте почнале, затоа намерно би рекол не случајно да отидете во липодиет центарот во центарот на Скопје за да безбедно, без јојо ефект и трајно го решите проблемот со дебелината. 070 535 033 е телефонскиот број за закажување, бесплатни консултации и советување и она што сакам да го потсетаме дека трајно со липосукцијската исхрана и овој протокол на слабење ќе го решите проблемот со дебелината. 070 535 033, слободно јавете се и закажете вашата бесплатна консултација и открите ги детали за овој протокол на слабење базиран на аминокиселини. Уште многу би рекол во годините кои што се пред нас ќе се зборува, ќе се дебатира за оваа година која што за многумина можеби е најтешката во историјата на човештвото, но она што е најлесно би рекол и што секој индивидуално може да го направи е фактот да гледа позитивно со многу среќа, светлина, надеж и оптимизам би рекол во новата година, бидејќи денеска во Фактор здравје ми ја нудиме темата оптимизам во време на пандемија. Знаете дека секогаш превенцијата и она што како совети ви го даваме е потврдено пред се врз научни факти и истражувања и токму затоа со денешната тема во која што активно и вас ве поканувам да партиципирате преку ваши јавувања, ќе ви дадеме насока и пред се ветар во грбот би рекол за да имаме успешна пред се здрава и оптимистичка нова година. Денешната тема оптимизам во време на пандемија ќе ви ја представиме преку стручниот коментар на Јасмина Јонус, психолог од јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје од Скопје. Јасмина, добро утро или добар ден и благодарам што на овој би рекол свечен и посебен ден сте во Фактор здравје. Како сте? Здраво и на вас и на сите гледачи кои не следат во ова новогодишно утро. Супер сум, празнично расположена, колку што ни дозволуваат условите и се радувам што овој час ќе го поминеме зборувајќи за една мощна, интересна, позитивна тема, оптимизам и во тешко време како што е пандемијата. Да, и само кратко едно блиц прашање би рекол, како вие ќе ја паметите оваа тековна година, по оптимистичко или песимистичко би рекол видување на нештата? Без разлика на сите, да речам, негативни нешта кои се случија во текот на пандемијата, сепак би рекла и двете. Песимизам, да, поради тоа што имавме потикнувачи, онаа криза која што сите ја поминуваме се уште, и нормално е тоа да ни донесе и негативни верувања, помалку или повеќе анксиозност, страф, неизвестност, но дефинитивно и оптимизам, бидејќи верувам дека тоа е тоа што не тераше напред, што не направи да се обединиме, да се адаптираме на сите тие промени и неизвестности и еве веќе сме тука неколку месеци успешно борејќи се во ова време наречено пандемија. Да, ви благодарам уште еднаш за вашето учество денеска во Фактор здравје. По кратката пауза за реклами ве поканувам стандардно и проверено да останете нашата најверна Фактор здравје публика и ќе потсетам да ни се јавите доколку имате интерес кон денешната тема. Оптимизам во време на пандемија е темата со која што уште еднаш денеска ве поздравувам и посакувам добре дојде во Фактор здравје со најава дека 6091-924 и 6091-925 и натаму се добродојдени телефонски линии за вас доколку сакате во живо да не поздравите или да дадете свој печат, би рекол, во однос на денешната дискусија која што ќе ја водиме и веќе започнавме да ја разговараме со Јасмина Јонус, психолог од јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје од Скопје. Бидејќи кажавте дека песимизмот
оти оптимизмот би рекол секако емоција или сензација или чувства во зависност од човекот, нели како ги перцепира нештата и дефинирани, како вие од ваш аспект го дефинирате оптимизмот и што е она што треба да се земе во предвид кога зборуваме за оптимизмот и влијанието врз целокупното здравје на човекот? Па накратко кажано, оптимизмот или нели обратно димензионално, песимизмот се една психолошка карактеристика, едно гледиште на еден став кон светот. Сите знаеме за онаа позната изрека дали чашата е полупразна или полуполна. Или нели ние на паузата се пошегувавме. Да, за вашиот стил на облекување. Мојот стил некој ќе го гледа како оптимистичен и бел, а некој ќе го гледа како фустан што е црн. Се е перцепција, оние верувања, дали негативни, позитивни очекувања, што ги имаме за ситуацијата, за животот, за иднината, се оние што не прават оптимисти или песимисти. Она што на вистина нас не плаши не е самата ситуација, и тоа често се случува и кај клиентите. Не е, например, самото одење во супермаркет, тоа што ќе ни направи, еве да речеме, паничен напад во крајна линија. Не е самиот авион, доколку имаме страф од летање. Туку се мислите, предпоставките, што ние мислиме дека ќе се случи, доколку сме во таа ситуација. Те пробав ова да го објаснам со еден илустративен пример. А што се однесува за здравјето, верувам дека гледачите имаат представа како песимизмот или оптимизмот би влијал на менталното здравје, нели со сите тие негативни мисли кои што можат во крајна линија да бидат ризик фактори за анксиозни растројства или депресивност. Но читав истражувања и тоа навистина ми падна интересно дека песимизмот влијае и на физичкото здравје. Значи на телесното. Да, може да биде ризик фактор и за имунитетот, за кардиоваскуларни заболувања, за мозочен удар и како што спомнав, за депресивноста. Претпоставувам дека тука варијаблата се всушност е стресогени настани кои анксиозноста ги носи со самиот песимизам. Или овде ако може да ви се вклучам во дискусијата и од вашето искуство кое што го имате со клиентите, да не ги наречам пациенти, бидејќи сепак зборуваме за психа, за душевни расстройства или состојби, оптимистот би рекол никогаш не оди на психолог или на психијатар. Обично се оди за песимизам, депресивни или други расстройства кои што се во негативна конотација. Доаѓа ли некој кој што е многу среќен еве како пандан на оптимизмот? Знаете како животот ни носи секакви ситуации, еве како што е пандемијата во случајот, каде што мислам дека и најголемите оптимисти не беа имуни. Животот ни носи и загуби на блиски личности и сосема очекувано и нормално е дури и оптимист западне во одредена криза, зависно нели од личните капацитети, за време на некоја загуба, за време на некоја околност која што животот ќе ни ја донесе, како што споменав. Може да се случи, но да, вистина е дека е поретко. Не би сакала да направам една строга дихотомност, да ги поделам во две екстреми, но дефинитивно негативните верувања се еден причинител, еден од ризик факторите за потенцијално развивање на една депресивност или анксиозност. Да, и оно што сакам да ве прашам во овие услови на пандемија, дали оптимизмот, оние кои што го вложуваат во него, веруваат и секако се оптимистички настроени дека ќе биде подобро, е на некој начин реален оптимизам или зборуваме за некои нереални оптимистички најави или сценарија? Тука треба да бидеме мощне внимателни при одговорот на ова прашање, бидејќи да, оптимизмот обично се гледа како една позитивна работа, нешто што сите го посакуваме, песимистите сакаат да станат оптимисти и така натака, но во услови на пандемија оптимизмот може да биде и штетен, доколку е еден екстремен, како што спомнавте, доколку не е реален оптимизам. Зошто? Бидејќи претпоставките дека се ќе помине во најдобар ред, дека нема шанси јас да се заразам, нели онаа розова призма, колку што е добра, е и штетна. Може да бидеме помалку предпазливи и помалку да ги почитуваме мерките поради тој оптимизам. Затоа, како што кажавте, ми се допадна терминот, треба да користиме еден реален оптимизам. Нормално е да имаме и негативни предпоставки и мисли. Пандемијата дефинитивно е огромен тригер, огромен поттикнувач за секој од нас. Но таа реалност сигурно и не чува, не штити на некој начин, не држи на готовност да бидеме предпазливи, како што велите. Да, дефинитивно, да не биле емоциите како страф, анксиозност. Јас ова многу често го споменувам, бидејќи верувам дека е важно. Немало, условно кажано, да преживееме низ разни непогоди кои што животот ни го носел од самото наше настанување. Така да, се согласувам, одреден, може би не песимизам како конструкт, него
одредена предпазливост, плашливост е корисна. Истото можам да го кажам и за оптимизмот. Баланс, нели, се е баланс во животот. Треба да бидеме оптимисти, да негуваме една позитивна настроеност кон иднината, но се што е екстремно може да ни направи ризик. Сигурно и тој реален оптимизам би рекол и дополнително една информација која што пред да влеземе во студио пред емисијата ја прочитав, а тоа е одобрувањето на британските авторитети на новата вакцина, оксфордска така наречена, на AstraZeneca компанијата, која што со Moderna и Pfizer BioNTech веќе како 3 вакцини, вклучително и Спутник В, како четврта веќе во земјите циркулира и на некој начин во догледно време би рекол дека и оваа пандемија ќе почне да стивнува, односно да дава позитивни резултати и враќање во некоја нормалност. Па јас лично можеби сум еден реален песимист за повеќето работи во животот, но во однос на пандемијата дефинитивно сум оптимист, верувам во медицината, верувам дека ќе се случи некоја промена, дека ќе се дојде до правилната вакцина и дека ова ќе помине. Многу сум задоволна и за нас, и за психолозите, и за здравствените работници. Ова е и вие сте прв дел пат. од здравствениот систем, да. Да, ова е прв пат да се соочуваме со пандемија и ние наоѓаме креативни начини како да се справиме, како да го подобриме менталното здравје. Задоволна сум од тоа како до сега се бориме со сето ова. Психолошката поддршка навистина е насекаде, се смислуваат нови начини, онлайн адаптација и така натака. Верувам дека далеку дотеравме и дека ќе издржиме, макар и да не биде тоа веднаш, ќе издржиме и ќе останеме до крај сочувани со оваа пандемија. Да, ви благодарам за овој дел од разговорот. Само да подсетам дека со Јасмина Јонус, психолог од јавната здравствена установа, Здравствен дом Скопје од Скопје, денеска зборуваме во Фактор здравје на тема оптимизам во време на пандемија, а зборувајќи за оваа пандемија и сето она што се случуваше годинава и дел сигурно ќе ја засегне и следната 2021 година е дека оваа војна која што се води би рекол на повеќе бојни полиња не е само медицината како сектор и простор каде што се докажуваат пред се стручните лица, тука се и научните работници, економијата, социјалните аспекти и многу други сегменти кои што го засегаат човештвото и човековото битисување во смисла на уназадување би рекол или на некој начин запирање на оние нормални активности кои што беа пред пандемијата. Вашиот интерес и натаму е добре дојден во Фактор здравје и во овој прв дел и во вториот по блокот реклами, а пред да го заокружиме овој прв дел од емисијата, би сакал Јасмина уште да ве прашам кога зборуваме за оптимизмот, кои луѓе се најоптимистички и во однос на своето потекло, во смисла на кариерата, професионалната надоградба и во однос на возрастната категорија или структура. Дали возраста детерминира повеќе да бидат луѓето оптимисти или песимисти, со оглед на оние кои што се повозрасни, имаат и искуство, за разлика од нас, ставајќи се и себе си помладите, кои што имаме помалку искуство од повозрастните? Па мислам дека е индивидуално. Овде може малку да ја начнеме и онаа дебата, што е, да речеме, на вечна дебата во психологијата, што е вродено, а што е стекнато. Да. Има истражувања кои велат дека оптимизмот до некаде е и вроден, а тоа го прави една релативно стабилна особина на истекот на животот, но добрата вест е дека истражувањата кои што ги читав вообичаено варираат од тоа дека 20-40% оптимизмот или песимизмот се вродени, се наследни, а имаме голем процент, 50-60% што е стекнат. Оптимизам или песимизам кој што го добиваме низ искуството во животот, особено во детството, како еден осетлив период. И тоа ни дава и простор, без разлика дали се работи за наше идно дете или пак за блиските, дава простор да се моделираме, да влијаеме позитивно на околината и да правиме повеќе оптимисти, што би се рекло. Да, и сигурно тоа се менува како сензација, како чувство низ текот на годините. Сигурно разни периоди ни носат различни емоции, но едно, како да кажам, еден одреден став кон животот, верувам дека е до некаде стабилен, но доколку веќе ни штети, доколку прераснува во еден екстремен песимизам, има начини, има психотерапевски алатки кои ни помагаат да ги реконструираме тие негативни заклучоци, негативни мисли кои што ги имаме, малку да ги омекнеме, да ги направиме пофлексибилни, да речам позитивни.
и да развиеме едно убаво гледиште кон светот. И оно што сакам уште да ве прашам во овие услови на пандемија, кога треба оптимистички и со верба да гледаме во иднината и кон денот што ни носи, сигурно дека овие нови научни истражувања, вакцината, сите оние најави дека до лето некаде би требало да се нормализира животот, делуваат оптимистички и пред се ако се од проверени извори и факти, со оглед на целото море би рекол од информации што од една страна го имаат медиумите електронски, но и глобалната мрежа. Верувам дека има користи. Јас се извинувам, но може ли да го слушнеме јавувањето, некој има на линија и ќе продолжиме со вашиот одговор. Слободно. Благодарам на разбирањето. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Да, добро дојдовте, господине. Благодарам, господине, многу ви е добра емисијата. Секоја чест и гостинката да дадам ја еден мал допринос, пошто прележав коронавирус и дека оптимизмот кој го имам лично, јас и кај луѓето кои што го има, е еден од фундаменталните услови за брзо излекување и излевање од кризата на пандемија. Каде што нема оптимизам, нема успех, нема здравје, нема ништо. Значи, оптимизмот ја поттикнува енергијата за желба за брзо оздравување и паниката става во дно, така да јас со личен пример сакам да се воедно и заблагодарам на цел тим таму во болницата и да не именувам сите, значи од клиниката за инфективни болести, посебно во мобиларната болница COVID-19. Да, и сакам да ве прашам, господине, вие таква таму слога, такво ангажирање од најмалиот до најголемиот, од најнестручниот до најстручниот, значи во целост крајна благодарност, среќна нова година на сите здравствени работници кои ги прогласувам за херои на годината. Значи, без нивното залагање, треба државата да поведи рачун, да тој кадар не бега у странство, да ги плаќа добро, да ги наградува. Да, сакам да ве прашам, господине, дали тимот на инфективната клиника беше оптимистичен како и вие што бевте? Секако даваше една додатна енергија до секој болесник и најлош и најдобар, да речем у наводници најдобар, колку може да се биде добар таму се знае, кога на секој ден по 20-тројца умира пред мои очи. Према тоа, и во тие услови треба човек да биде оптимизам, да гледа напред, да мисли на фамилија, на општество, на држава и така натаму. Имајте среќна нова година, вие лично двајцата што сте во емисија и сите граѓани на Република Македонија. Да, ви благодарам, господине. И вам ви посакувам. Националност си припаѓаат и ние мора да се ослободиме од ова последното. Ние сме сите граѓани на Република Македонија, сите меѓу себе треба да имаме соживот, братство, култура, толеранција и узаемно помагање. Да, и желба за живот како што и вие да стигне до ушите на највисоките наши водачи партиите, а да не заборават партиите ги чини народот. Да, благодарам уште еднаш. Кој доверба во партиите, раководството ќе отиде у аут. Да, благодарам и среќна и успешна и здравје пред се, господине, во новата 2021 година ви посакувам. Да, ова само е надоврзување, би рекол, на она што го зборувавте. Имате ли коментар? Да, баш ме инспирираше господинот. Среќни празници и на вас, доколку се уште не гледате, претпоставувам дека сте до телефонот. Мило ми е што споделивте едно вакво позитивно размислување. Тука би додала еден коментар. Познатиот психолог Фройд, кој верувам дека повеќето од нас го знаеме, велел дека во секој човек има две доминантни сили кои што се борат, односно ерос, силата нагонот за создавање, креирање, и танатост, нагонот за уништување или во крајна линија за смрт. Може би теориите на Фройд се веќе напуштени, имаме нови, поинтересни, подокажани теории, но така ми е баш една инспиративна мисла која што ми има останато во ум. Со ова сакам да кажам дека верувам дека секој од нас, без разлика со колку тешка ситуација се соочува, каде што може би вакви насоки нема да бидат доволни, каде што навистина е тешко да се смогне сила, сепак секој од нас го има тоа барем едно зрно во најмала рака. Или една искра која што гори, или пламенче. Дефинитивно, еден пламен што сака да се разгори и да не натера да креираме, да кокреираме, да се развиваме и да се адаптираме на се она што животот ни го носи.
Да, ви благодарам Јасмина за овој прв дел од разговорот, благодарност до првото јавување, а вашите јавувања и натаму се добро дојдени во продолжение од Фактор здравје. Уште еднаш ви посакувам добре дојде во Фактор здравје, вториот дел од емисијата и последните 15 на минути кои што остануваат од оваа емисија како заокружување на нашето работење во оваа тековна 2020 година. Подсетувам уште еднаш дека вашите јавувања се добро дојдени на 60919925, односно 60919924. Кажавме и споделивме информација дека во однос на оптимизмот и песимизмот како сензација, доколку ова второто е доминантно во вашиот случај и живот, дополнително може да го заслаби имунолошкиот систем и затоа во однос на имунитетот, уште еднаш ве поканувам да ја погледнете или кликнете на www.ih.mk, каде што референтни лица од земјави и од други држави ќе споделат своји лични искуства во однос на тоа како да го зајакнете, што треба да направите за да имате силен имунолошки одговор и во овие пандемиски услови. Кон оваа тема и аспекти ќе се навратиме кон крајот на емисијата, а во овој дел и во овој момент уште еднаш ќе ја представам гостинката, Јасмина Јонус, психолог од јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје. Од Скопје зборуваме или ќе ја продолжиме денешната тема оптимизам во време на пандемија. Зборувајќи за оптимизмот, уште еден аспект кој што се наметнува и ми испровоцира гледачот кој што се јави, се лицата кои што преживеале COVID-19 заболување, кои за жал се исто така под ризик од повторна инфекција како и останатите, и сите оние лица кои што се во изолација или заради некоја причина или блиски мораат да бидат во домашни услови. Дали и таму каква е нивната емоционална состојба и претпоставувам дека како клиенти сте ги имале во вашата пракса, што тие споделуваат како искуство? Да бидам искрена, да, во последно време, со тоа што нели поминавме низ период каде што бројките беа зголемени, се повеќе лица поминаа низ короната, се почесто се случува и во поликлиниката помош да побараат лица кои поминале низ корона. Вообичаено, доколку се анксиозни или тажни, сега нели не сакам да генерализирам, вообичаено она што ми беше ново е што најчесто тие беа загрижени за своите блиски, а не за себе си. Без разлика дали се работи за загуба на партнер, па треба да се соопшти на мало дете, кој што нели не може и баш да го свати концептот на пандемија и смрт. Без разлика дали се работи за некој постар, повозрасен, се извинувам, од фамилијата кој што може би заболел од корона, од личноста која што ја прележала и така натака, значи вообичаено една вина, една грижа за блиските околу себе. Она што секогаш ми дава оптимизам е дека и покрај тој условно кажано негативен период кој што го поминале, овие лица беа мощне, како да кажам, во една фаза на спремност, во една фаза на борба, активирани, мотивирани, со една мудрост повеќе, која што пандемијата им ја, за жал на еден лош начин, но една лекција која што пандемијата им ја дала во животот. Баш имав една клиентка, нели, конфиденцијалност, така ја задржам, не споменувам име и така натака, која што кога дојде имаше прележано корона како и загуба на својот маж, на својот партнер, но изгледаше мощне стабилно, мощне борбено, мощне оптимистично, и кога прашав како успеваш, воопшто не се гледа дека ти си имала загуба неодамна и дека си прележала корона и дека се случиле толку многу промени, таа ми кажа го правам ова бидејќи сакам да продолжам со животот и го правам ова за моето дете. Значи да, баш ми е жал што морале да се случат сите овие работи, но мило ми е што смогнала капацитети и сила да продолжи напред. Верувам дека оваа борба, поминот низ една корона, која што може да биде да излезе надвор од контрола, никогаш не се знае, без разлика на возраста, ни носи една нова мудрост, едно ново искуство во животот и не прави посилни за понатака. А и гледано глобално, она што е лошо е нели таа изолација, физичкото здравје и така натака. Социјалната дистанца, да, нели? Да, но надвор од мојата професија, јас лично, како личност, како Јасмина, имам некој впечаток дека и необедени, ни даде мотивација да стапиме во разни волонтерски, хуманитарни, бесплатни активности, да малку да се насочиме кон некои различни вредности кои во капитализмот
кој помалку, кој повеќе ги имаше под заборавено и повеќе да се зближиме со оние што се околу нас, а поради брзиот начин на живот можеби не ги забележувавме, не комунициравме онолку колку што би сакале. Да, сигурно и дополнително би споменал дека оваа пандемија не научи да ја зграбиме можноста во смисла да се инвестира не само материјално или можеби финансиски, туку уште повеќе во научна сфера или мисловна надоградба, бидејќи многу, еве кажавте вие, вебинари, постдипломски, докторатски студии, односно докторски студии има можност да се прават и тоа онлайн, односно преку глобалната мрежа, што во нормални услови нели би требало да се патува доколку биде во друга држава и тоа финансиски да повлече уште многу повеќе средства. Да, тоа е еден не би сакала да кажам во вакви пандемиски услови позитивен момент, но дефинитивно олеснителен момент. Дури и јас кога работам со тинејџери, понекогаш знам да се пошегувам и да кажам, добро, гледај на следната страна, од дома во пиџами ја гледаш онлайн наставата. Нели сега актуелна тема е тој пат на мотивација и заинтересираност кај учениците кои следат онлайн настава, па баш им го посочувам тој момент. Се сеќаваш кога во 7 часот стануваше од Сабајле и мораше да патуваш, поготово тие што живеат далеку, за да одиш на училиште. Да. Ајде малку види и позитивната страна. На работите, да. Да, им велам секогаш. Лично моје искуство е дека во мојата фела сигурно и кај медицинските работници, да, дефинитивно се засилени тие вебинари, поддршка од психолози за психолози, да. Поддршка од психолози за останатите граѓани, разни курсеви, усовршувања и тоа многу често бесплатни, така да времето поминато дома и како може да се искористи за некое надоградување и зголемување на нашите вештини. Како што јас милувам на чести наврати да кажам, целите не се за секогаш откажани. Плановите, сите тие верувања за иднината, резолуции за актуелно новата година, да. Само се малку одложени или пак малку изменети. Во друга форма. Да, не значи дека ќе бидат пропуштени или ќе бидат за секогаш загубени. Секако, некогаш имаме и загуба која што не може да се врати и тука не очекувам некој започеток голем оптимизам, но се е фаза. И што е најважно и сакам да го имаме на ум е дека се ќе помине. Сигурно и она што сакам да ве прашам од ваш аспект како психолог, како пристапувате кон сите овие лица, бидејќи споменавте сте имале клиенти кои што прележале COVID-19, имале загуба, се во изолација, па и ваши колеги медицински работници и лекари кои што сигурно им е важна вашата поддршка, како пристапувате? Дали само разговорот, психотерапијата е она што го насочувате или пред се го нудите како можност или тоа го моделирате и го планирате кај секој поединец индивидуално како пристап? Индивидуално како пристап, но она што е едно златно правило на кое што јас и многу мои колеги се држиме е будење или зајакнување на оној здрав возрасен кој секој од нас го има, активностите кои го прават компетентен, нештата кои што се стабилни и даваат сигурност и будење во контекст на новата година, еве ова ќе го споменам и ќе ве охрабрам, будење на среќното дете во нас. Сигурно, бидејќи еве и новата година како бројка 2021 ја има единицата, што значи нели нов почеток. Нов почеток, да. Нови предизвици, нов оптимизам сигурно во таа насока и тука сакам уште еднаш само да потсетам дека кога зборуваме за новите почетоци, нека почетокот сигурно во однос на вашето здравје биде и грижата која што верувам дека оваа пандемија ве научи да се осврнувате или да гледате лично кон себе и вашето здравје и тука кога ќе се спомене здравјето и здравиот живот, првата асоциација е имунолошкиот систем. Доколку имаме силен имунитет, не само ние возрастните, туку и децата, полесно ќе ги пребродиме симптомите на сите актуелни агенси, вклучително и коронавирусот, и ќе имаме поблага клиничка слика, но и како поддршка на медикаментозната терапија кај оние кои што се хронично болни. Сесрно ви го препорачувам и во оваа новогодишна ноќ која што е пред нас, G132 плюс натурал, како граничен препарат и соодветно на него G-Kids како прашак кој што се препорачува кај дечињата и кој како оригинална природна јапонска формула ви стојат на располагање низ сите фармацевски објекти или аптеки во државава. Затоа мислете на своето здравје, имајте силен имунитет и пред се би рекол, почитувајте ги мерките и во новата година во смисла на одржување на физичко растојание, носењето маска и честото миење на рацете. И како заокружување на оваа тема и оптимизмот кој што ќе не води во оваа следна нова година, сакам уште да ве прашам што е она што како оптимист или како човек може да не направи оптимистични во смисла на некој ритуал
материјали, некои ваши совети, па во крајна линија и бојата или она што како манир го имаме кога купуваме нешто? Многу активности може да не направат среќни. Она што и пред малку го начнав околу среќното дете, да, има психотерапевски алатки кои ние ги користиме за да се поврзаме со она место на сигурност, со оние активности што не прават среќни, но тоа може да биде и нешто навидум тривијално. Правете ги сите оние активности кои што ја будат она детска спонтаност, релаксираност, енергија, среќа, тоа може да бидат и активности како пеење, смеење, слушање на некоја песна од детството која што ни буди убави емоции, тоа може да го направите и вечер во текот на новогодишната ноќ. Знам дека сме ограничени, знам дека сите ќе ја поминеме дома, но тоа не спречува да си поминеме забавно со детето кој што секој од нас го има. И за крај ќе кажам, доколку се гледате себе си како песимисти, никој не вели дека нешто мора или треба, прифатете се себе си, но освестете ги тие негативни верувања кои не ви вршат работа, кои ве носат во дисфункционални однесувања, заменете ги со едни помеки, реалистични, не мора ли да се екстремно оптимистични, едни реалистични очекувања. И повторно ќе кажам, за тие што се во некоја фаза на загуба, нели посериозен дистрес, животен дистрес, окей да се чувствувате така, окей да не бидете позитивни и оптимисти во овој период, се е фаза. И пак ќе кажам, се ќе помине. Сигурно и само она што сакам уште еднаш да го нагласам, а вие убаво го кажавте на почетокот дека песимизмот или негативните мисли и телесно и психички негативни последици може да предизвикаат, не би сега да ве повторувам, но веќе е јасно, а оптимизмот и сето она што го носиме како позитивна енергија дополнително би рекол и ни го јакне имунитетот, имаме сигурно здрави мисли и како што рековте и вие, детето во себе го буди. Стануваме уште пољубопитни. Со оваа констатација би сакал да ви се заблагодарам, Јасмина, за вашето учество денес во Фактор здравје, да ви посакам среќна и успешна нова година и секое добро и секако покана да ни бидете соработнички и во следната година. Ви благодарам и на вас, навистина забавно си поминав и се надевам дека дадов и корисни информации за гледачите. Среќни празници на вас, на целиот тим на 24 и на сите гледачи кои беа со нас во текот на оваа емисија. Обидете се барем во текот на оваа вечер да бидете во контакт со вашите позитивни емоции и искуства и се надевам се гледаме наредната година со уште една интересна тема од областа на менталното здравје. Да, ви благодарам уште еднаш, Јасмини, ви посакувам секое добро. А во оваа прилика сакам да ја извадам маската за да ви ја покажам мојата насмевка и моето задоволство дека токму оваа емисија означува уште 17 нови емисии на Фактор здравје, кои што некаде кон крајот на јануари следната година ќе ја заокружат нашата бројка или нашиот голем јубилеј 2000 емисии и 10 години постоење на Фактор здравје. Ви посакувам убава вечер, секое добро и се гледаме веќе во понеделник на 4 јануари во новата 2021 година. Секое добро и останете здрави и живи. Пријатно.